Поради неисполнување на законските предпоставки за одржување на расправата, судиката Ленка Давидкова денеска го одложи судењето за случајот Таргет Тврдина на специјалното јавно обвинителство. Обвинети во него се поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, екс-министирката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, обвинете и Тони Јакимовски кој беше шеф на кабинетот на Мијалков. Обвинети се и уште 10 други лица, меѓу кои избеганите Горан Груевски, поранешен началник на петтата управа во УБК, и Никола Бошковски, вработен во УБК. Одложување на судењето поради зафатеност побарал Миле Петровски, еден од адвокатите на обвинетите. Новото рочиште е закажано за 17 јануари. Пред да замине од судот, новинарите го прашаа Мијалков кои докази ги доставил во своја одбрана, пошто тој кратко одговори: Се уште е рано. Инаку ова е прв случај за кој почнува судскиот процес, а е директно поврзан со нелегалното прислушкување. Таргет Тврдина се всушност две истраги што ги водеше обвинителството, кои се споени во еден обвинителен акт. Предметот се однесува на незаконско уништување на два системи за прислушување во МВР и следење на комуникациите на над 5000 телефонски броеви противзаконски, односно без судска наредба.